Почитувани представници на медиумите, добар ден. ВМРО-ДПМН се фали дека води на анкетите, а бега од избори. Прашањето е зошто бегаат од избори. Причината не се трошоците за избори. Последните парламентарни избори во 2008 година чинеа околу 4 милиони евра, а тоа е помалку од трошокот предвиден за триумфалната капија во Скопје. Причината е друга и стравот не е случаен. Ако денес излезе на избори, премиерот Груевски ќе треба да одговори на следните прашања. Зошто секогаш кога Груевски е во власта, сиромаштијата расте во Македонија? За 4 години, кога беше министер во владата на Љупчо Ѓоргиевски, сиромаштијата имаше најголем скок, се зголеми од 20 на 30%. Со Груевски како премиер, сиромаштијата достигна рекордно високо ниво, каде што секој трет е сиромашен. Зошто во индустријата сега има помалку вработени од што имаше кога Груевски стана премиер? На 30 септември 2006 година во индустријата имаше 187.760 вработени, сега има скоро 4.500 помалку. Зошто и покрај субвенциите? Сега во земјоделството има помалку вработени од што имаше во времето кога Груевски стана премиер. На 30 септември 2006 година имаше 125.322 вработени, а сега има скоро 3,9 помалку. Зошто од 2003 година наваму македонската економија растеше повеќе со СДСМ од што со ДПМН? Просечно годишно од 2003 до 2006 година со СДСМ е остварен раст од 4,2%, а од 2007 до 2010 година со ДПМН е раст од 2,9%. Зошто од 2003 година наваму дупката во буџетот на државата многу се зголемува во времето на ДПМН? Просечно годишно од 2003 до 2006 година со СДСМ буџетскиот дефицит изнесуваше 0,3% од бруто домашниот производ, а од 2007 до 2010 година со ДПМН е 1,3% од бруто домашниот производ, или 4 пати повеќе. За 4 години Груевски како премиер повеќе потроши од што прибра во буџетот 375 милиони евра, или 6 пати повеќе од претходно. Конечно, каде отидоа сите тие пари, ако нема нови автопатишта, хидроцентрали, а здравството тоне во долгови? Зошто во 2009 година, означена како кризна година, во Македонија влегоа само 72 евра странски директни инвестиции по жител, а во Албанија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина на секој жител по 2, 3, 6, па и 20 пати повеќе? За овие земји немаше економска криза, за владата на премиерот имаше светска економска криза. Зошто годинава во 8 од 10 месеци има пад на индустријското производство? Зошто бројот на блокирани сметки достигна 84.000 и е двојно поголем од пред година ден? Прашања има уште многу, ама премиерот Груевски нема одговори. Ете затоа се плаши од избори. Јасно му е на премиерот Груевски дека економската преродба ја нема и дека дадените ветувања не ги исполни. Ама сега јасно му е и на народот. Затоа излезе во толкав број и побара избори. Народот свати, колку порано оваа влада си отиде, толку помала ќе биде штетата за државата. Затоа треба да имаме предвремени избори.